Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Заканите од страна на Кочо Анѓушев се само резултат на неговата нервоза затоа што граѓаните ги дознаваат неговите лични дилови со грчката влада и грчките компании. Кочо Анѓушев наместо да се заканува со тужби треба да им објасни на граѓаните како е можно грчката компанија да ја купи токму компанијата на Кочо Анѓушев за близу 5 милиони евра на само 2 месеци пред потпишувањето на договорот со Грција. Кочо Анѓушев наместо да се заканува со тужби да им објасни на граѓаните дали парите од продажбата на компанијата IDS, близу 5 милиони евра, ги инкасирал на своја лична сметка, а не на сметките од групацијата од која била дел компанијата IDS. Како е можно грчката компанија која работела со загуби поголеми од куповната цена на компанијата IDS, компанија која што исто така била во загуба во 2017 година, да ја купи токму IDS на Кочо Анѓушев? Нелогично е една компанија во загуба да купи друга компанија која исто така е во загуба. Тоа единствено е логично само во бизнис логиката на Кочо Анѓушев, кој најверојатно треба да објасни дали додека договарал продажбата на компанијата, преговарал и некои други точки во врска со националните интереси на државата. Кочо Анѓушев е вице-премиер кој е познат на јавноста единствено по своите лични интереси. Тој е човекот кој беше вмешан во криминалните иновации, во тендерите во скоро од секоја институција каде што е под владата, па сега и во сомнителната продажба на неговата компанија со грчката компанија. Очигледно, Анѓушев е на позицијата вице-премиер само да работи за својот личен интерес и за своето лично богатење. Граѓаните очекуваат одговори, а Кочо Анѓушев, наместо да демонстрира нервоза, треба да одговори на прашањата и веднаш потоа да си даде оставка. Благодарам на вниманието.